денес сме овде да означиме уште еден настан од Кавадаречко културно лето, односно изложба на изданија од дневниот вестник Нова Македонија. Библиотека Феткин уредно ги чува и ги упоричувала со години назад овие вестници, значи тука се изложени вестници во периодот од 1946 година па се до 2002 година. Ова е една збирка на податоци која што вака целосно, односно сите броеви може да се најдат само во библиотека Феткин и на уште едно место. Би сакал да кажам дека живееме во време каде што информациите се брзи и лесно достапни и сите овие информации кои што ги содржат овие збирки денес може да се соберат на едно USB, но кај нас во библиотека Феткин ги имаме во 146 вакви книги или некаден повеќе од тон и пол во тежина. Горди сме на оваа збирка, ја чуваме во посебни услови и никогаш досега не била промовирана за пошироката јавност во Кавадарци. Ги охрабрувам сите граѓани на Кавадарци, па и од пошироко доколку имаат потреба од било која информација или се заинтересирани да ги видат овие изданија, можат да ја посетат библиотека Феткин во било кое време и нашите работени ги услужат со се што му треба. Посебна чест и задоволство ми е од почетокот на Кавадаречкото културно лето што се одржува еден ваков импозантен настан. Тоа се дела од нашиот најстар печатен вестник Нова Македонија. Значи Кавадаречкото културно лето веќе неколку недели го полни нашиот градски плоштад, на што сме посебно горди. Горди сме на организаторите, горди сме на нашите присутни кавадарчани кои се заедно со нас во овие жешки топли денови, заедно кавадарци, како што го доликува, да направиме една убава слика и да го поминеме оваа традиција на Кавадаречко културно лето во најдобар убав ред. Денес, значи, библиотеката Феткин со овој настан, изложба на стари изданија од Нова Македонија, ќе наврати наназад низ времето, зачувани се на овој начин, нешто што нашите кавадарчини може да го забележат, да го видат, тоа што ги интересира, да направат една ретроспектива на времето. Добро се чувани овие изданија во нашата библиотека, на што сме посебно горди. И да видиме што се случувало низ Македонија и во светот наназад. Се надевам дека ќе уживате во оваа несекојдневна изложба. Ви благодарам и истата во името на Советот и на градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, ја прогласувам за отворена. Од името на редакцијата на Нова Македонија, ви се заблагодарам на сите што еве дојдовте да ја посетите ова отворањето на ова изложба. Нова Македонија, како што знаете, прв печатен вестник на македонски јазик, првиот број е во 1944 година, на 29 октомври во Горно Врановци. И посебно ме радува што еве само 2 години, неполни 2 години подоцна, веќе првиот број во Кавадарци зачуван и како што гледаме добро конзервиран, добро спакуван. Ме радува што беше вистинско изненадување за мене дека во Кавадарци постои збирка на сите вестници, бидејќи во овој момент само во Народната универзитетска библиотека во Скопје ги има укоричено сите броеви. За сега нема информации дали некоја друга библиотека низ државата ги има, иако тоа било нивна должност да ги добиваат сите броеви и да ги зачувуваат, но тоа е веќе друго прашање. За жал, архивата на Нова Македонија во добар дел е растурена затоа што со текот на времето имаше одредени промени во собственоста, во раководството и така натаму, и во сите тие промени добар дел од вестниците се изгубија. Затоа ме радува што овде има така комплетирана од 46-та па до 2004 година. Верувам дека за сите вас ќе биде интересно да видите што се пишувало и како се пишувало низ времето. Ова е своједна хроника на Македонија, на случувањата во светот. Да се уверите дека постоело новинарство и во Македонија, и тоа прилично богато, прилично со голем број информации. За жал денеска имаме некои малку поинакви услови на информирање. Електронските медиуми го преземаат приматот, но еве ние не се предаваме и покрај по одминатата старост, веќе 79 години Нова Македонија, ние продолжуваме и натаму, излегуваме секој ден, веруваме дека ќе останеме уште долго и покрај сите притисоци што постојат
оде пред се од економска природа, но тоа е веќе нешто друго, да не зборуваме. Ви благодарам што сите дојдовте на отворањето, нека е среќно и беричетно Кавадаревско културно лето, да имате што повеќе убави настани и да се гледаме во поубави